Благодарам, господине председателе. Не би навлегувал во некои детали за да не избегне дека се расправаме. Би се задржал на она што ми остана недокажано. Ќе се вратам на 2001-2002 година на една лидерска средба. Прашу господинот Арбен Джафери, тогашен председател на ДПА, инаку лидер или еден од клучните луѓе во борбата за албанската кауза во Република Македонија, каков е соодносот на припадниците на помалите етнички заедници и какви се очекувањата на припадниците на помалите етнички заедници визави правата на албанската заедница во Република Македонија, и одговорот беше следен, мислам дека ќе ви интересира. Господин Джафери одговори дека постоеле 4 начини кога се разгледувала кризата, како се реши од 2001 година. Првиот бил консенсуална демократија, вториот бил политичко-територијална автономија, третиот федерализација и четвртиот конфедерализација. Меѓутоа, поради, како што каже господинот Джафери, големиот авторитет и влијание на господинот Робен Бадентер, дадено е посериозно значење во Уставот на Република Македонија на помалите етнички заедници да се сочува унитарниот карактер на Република Македонија. Од тој аспект беше предизвикана мојата дискусија кон вас. Така да тој аспект морам да подстам да мора да обрнете сериозно внимание за учеството на помалите етнички заедници во политичкиот и јавниот живот на Република Македонија. Благодарам.